Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од содржините. Отворен ден на Агенцијата за вработување во Штип. Новите активни мерки поблиску до граѓаните. Во Карвинци се отвори детска градинка. Почнува подготовката на Макфест 2016 до јануари да се достават композициите, за еден месец и апликациите за нов директор. Вечерва почнува Ин Виница Веритас. До петок се планираат 5 комедии и кабаретски представи со настап на познати актерски имиња од регионот. Отворен ден на Агенцијата за вработување на Република Македонија во Штип. Во 13 часот сите евидентирани невработени лица можат да дојдат во просториите на подрачната единица во Штип и непосредно да се информираат за активните мерки за вработување кои досега беа реализирани и кои во иднина ќе се реализираат. На настанот ќе присуствува директорот на Агенцијата за вработување на Македонија Владко Поповски. Во тек е огласот на Агенцијата за вработување за подршка на бизнис за лицата со инвалидитет и за нови вработувања. За отворање на сопствен бизнис државата обезбедува грант над 15.000 евра. Во тек е огласот за подршка на отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување обезбедува финансиска подршка со неповратни средства над 15.000 евра за отворање на сопствен бизнис. Се работи за добро осмислен и извонредно поволен пакет за отварање на бизниси за вработување на лицата со инвалидитет. Во вкупен обем тие се стекнуваат со правото и можноста да добијат цена се околу 15.000 евра, кои што ќе бидат искористени за креирање на бизнисот, за вработување на 2 дополнителни лица во истиот тој бизнис и за добивање на помош од посебниот фонд на агенцијата, што представуваат средства кои што може да придонесат за квалитетно остварување и развивање на самиот бизнис. Ќе продолжиме со подршка на оваа категорија на граѓани со цел поголема нивна вработеност, но ќе продолжиме и со другите мерки и активности за зголемување на вработеноста во Република Македонија. Може да се пријават сите евидентирани инвалидни лица кои својата идеја може да ја реализираат во успешен бизнис план преку програмата за самовработување на инвалидни лица. Сите заинтересирани треба да поднесат барање до подрачната единица на Агенцијата за вработување. Потоа следува обука која трае 5 дена, по која се изготвуваат бизнис плановите. На крај по одлука на Агенцијата за вработување се склучуваат договори со лицата на кои ќе им биде одобрена бизнис идејата и им се исплаќаат паричните средства во материјална вредност. Во село Таринци, општина Карвинци, денес се пушта во употреба детска градинка која ќе го реши проблемот на згрижување на децата од неколку села во регионот. На отворањето присуствува министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Во Виница пак денес во работна посета е заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов, кој ќе има средба со градоначалникот и општинската администрација. Општина Штип денес го објави меѓународниот конкурс за композиции на наредното издание на Макфест и за избор на уметнички директор. Почнуваат подготвителните работи за Макфест 2016. Како и досега и 31-то издание на Штипскиот фестивал на забавна музика Макфест ке трае 3 дена, и тоа со 2 полуфинални вечери, секоја со по 15 композиции и една финална вечер со вкупно 18 композиции, односно по 9 композиции од секоја полуфинална вечер кои ќе бидат избрани по пат на гласање. На крајот на третата финална вечер ќе се доделат 7 парични награди и едно признание, односно прва награда во износ од 10.000 евра, втора награда во износ од 7.500 евра и
и трета награда во износ од 5000 евра, кои ќе бидат доделени според вкупниот број на освоени гласови во финалната вечер. Награда за најдобра вокална изведба во износ од 1000 евра, која ќе му се додели на најдобриот изведувач согласно одлука донесена од страна на стручна комисија. 1000 евра изнесуваат и наградите Драган Ѓаконовски Шпато за најдобар аранжман, за најдобар дебитант и за најдобар сценски настап. Исто така ќе се додели и признание за најслушана композиција помеѓу два фестивала за авторите и изведувачите, согласно одлука донесена врз основа на претходно изјаснување на 5 национални радиостаници. На конкурсот може да учествуваат сите заинтересирани домашни и странски автори и изведувачи кои ги поседуваат потребните квалификации. За тоа дали нивните композиции ќе бидат избрани од страна на селекционата комисија, учесниците ќе бидат информирани најдоцна до 25 јануари 2016, а списокот со имињата на сите примени композиции ќе биде објавен на интернет страната macfest.mk. Истовремено со распишувањето на конкурсот за избор на композиции, распишан е и јавен конкурс за избор на уметнички директор на фестивалот. Кандидатот треба да има соодветно високо образование, над 5 години работно искуство во дејноста за која конкурира и да има менаџерски способности. Покрај потребните документи, кандидатите треба да достават и своја детална програма за работа и своји видувања за развој на фестивалот во делот на неговата продукција, како стратегија за наредниот 2-годишен период. Конкурсот трае 30 дена, сметано од денот на објавувањето. И двата конкурса се објавени на веб порталот на општина Штип, shtip.gov.mk. Вечерва во Виница почнува и Виница Веритас, меѓународен фестивал на хумор и сатира, традиционално со богата програма и со 320 карикатури од целиот свет. Фестивалот е убава можност за презентација на Виница, а до петок за посетителите нуди богата програма. Од денес до петок Виница ќе понуди вистинска антистрес терапија. Програмата на 7-то издание на фестивалот In Виница Веритас ќе донесе 5 урнебесни комедии, кабаретски представи, духовни и шармантни приказни посветени и на мажите, но и на жените, во кои играат познати актерски имиња од Македонија и Србија. Според репертоарот на фестивалот во Домот на културата Тоша Арсов, свеченото отварање е вечерва во 19 часот, со представата Има една земја во режија на Јовица Јашин, по текст на Бојан Љубеновик според книгата Писма од Србија. Во вторник, среда и четврток гостуваат театрите од Штип, Велес и Битола, кои играат со представите Лулка, Спанак со пражени компири, Без паника, а во петок на затварањето гостува најпознатиот балкански театар од Белград со представата Чај од Јасмин. Отварањето на фестивалот се очекува да биде во присуство на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која ќе има свое обраќање пред публиката кога и официјално ќе бидат врачени наградите на најдобрите карикатуристи од Иран, Колумбија и Романија. Покрај представите и карикатурите, на вториот ден од фестивалот ќе биде промовирана и нова збирка од афоризми, а паралелно режисерот Саша Нацевски ќе одржи неколку едукативни работилници за средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Праке. Според надлежните, организацијата на фестивалот чини околу 1 милион денари, средства кои се обезбедени од Министерството за култура, општина Виница и повеќе приватни компании. Во Подгорица утрово е мирно по синокешните протести на опозицијата во кои потешко бил ранет еден полицаец кој со камен бил погоден в глава, додека 5 мина други се полесно повредени. Полицијата во еден момент употребила солзавет за разбивање на протестите во кои учествуваа неколку илјади луѓе. Оштетени се неколку објекти и возила. Опозицијата постави ултиматум до сабота владата да поднесе оставка и да биде формирана преодна. Во спротивно е најавен голем протест во Подгорица. По повод повеќедневните протести заседаваше и Советот за национална безбедност кој оцени дека полицијата интервенирала поради незаконското однесување на демонстрантите кои се спротивставиле на полицијата. Мал авион се срушил по кратко време откако полетал од патничкиот аеродром во Богота, Колумбија. 5 лица ги изгубиле своите животи, а 7 се повредени, од кои 2 се во критична состојба. Имено вчера авионот полетал од аеродромот Елдорадо во Богота и само 3 минути подоцна се срушил во непосредна близина во населбата Енгатива. Шефот на полицијата на Богота изјавил дека пилотот и тројца од патниците ги изгубиле своите животи. Ова е трета несреќа од ваков карактер, од ваков вид во Богота во последните 3 месеци.
Германскиот канцелар Ангела Меркел и понуди подршка на Турција за побрз напредок во незините напори за влез во Европската Унија, во замена за поголема соработка на Анкара во запирањето на бранот мигранти. Говорејќи во Истанбул на заедничката пресконференција со премиерот Ахмет Давутоглу, Меркел понуди олеснување на визниот режим и финансиска помош. Ниту една земја не може само да се справи со бегалците, изјави таа. Од своја страна Давутоглу наведе дека решение за проблемот би било формирање безбедни зони во Сирија. По пауза од 2 недели овој викенд се одиграа надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига. На арената Филип II во Скопје дербито меѓу Работнички и Бергалница заврши без погодок, по кој двете екипи мораа да се задоволат со по еден бод. Сега овие две екипи имаат по 11 поени, со тоа што Работнички има одиграно надпревар помалку. Со победата од 3:0 на гостување кај екипата на Шкупи, шампионот Вардар изби на првото место на табелата на првата фудбалска лига, искористувајќи го киксот на досегашниот лидер Шкендија, која одигра нерешено 1:1 на гостување во Охрид со Младост. По 10-тото коло Вардар има бод предност во однос на Шкендија, а во следното коло се игра дербито на двете првопласирани екипи. Вардар ја пречекува Шкендија. Резултатите од 10-тото коло: Силекс Металург 3:1, Шкупи Вардар 0:3, Младост Шкендија 1:1, Ренова Хоризонт 5:2 и Работнички Бергалница 0:0. Табелата по одигрувањето на ова 10-то коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 26 поени, Шкендија на втората позиција со 25, Силекс 16, Младост 13, Работнички Бергалница и Шкупи имаат по 11 поени, Ренова и Хоризонт по 9 и на последната позиција Металург со 5 поени. Иако последен во групата Б, Колдинг покажа дека е доволно квалитетен да стане првата екипа во Европа која го победила Вардар во новата сезона со резултат 33:31 во петото коло од Лигата на шампионите. Данските шампиони беа максимално мотивирани против ослабениот Вардар и успеаја да победат со една брза игра во нападот и многу агресивна во одбраната. Екипата на Колдинг максимално го искористија отсуството на Арпад Штербик и на останатите тројца вардарци кои не отпатуваа во Данска. Но за утеха ЕХФ реши да го прогласи голот на Дибаров, постигнат во 22-та минута од мечот на додавање од Караджик за најубав во петото коло од Лигата на шампионите. Вториот пак македонски представник Металург исто така запише уште еден несреќен пораз во Лигата на шампионите, овој пат на гостување против романскиот тим Баја Маре. Металург во наредното коло на 25 октомври ќе го пречека тимот на Баја Маре во Скопје. Ова е се во планемните вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања во дневникот во 16:30 и на нашиот веб портал Канал Плюс МК.